Здраво на сите, дали доволно се одморивте изминатиот период? Дали ви беше доволно сонце? Дали ви беше доволно уживање? Ова видео се однесува токму на тоа, илузијата на имање на недостаток. Уште наутро некои од вас ќе се препознаат во тоа, некои од луѓето имаат чувство дека не спиеле доволно, не се одмориле доволно и така правејќи го својот утрински ритуал, доаѓаат до сознание погледувајќи на часовникот дека немаат доволно време да можеби извежбаат, да имаат доручак како што сакаат да имаат и така во текот на целиот ден ви се провлекува недостаток на нешто, недостаток на немање на време за спортување, повеќе време да се помине со фамилијата, недостаток на време или на енергија на посветувањето на самите себе си и кога ќе одиме навечер повторно во кревет, ние повторно се прашуваме или правиме едно мерење на тоа што не направивме доволно, што не направивме доволно добро, што можеби не добивме назад по тоа што сме го очекувале и ние постојано сме во некакво мерење. Како да излеземе од ова мерење всушност? Замислете си како вашиот мозок е камера на која што леќата е зумирана само на тоа што ви недостасува. Кога би го зголемиле зумот, ќе видите сосема друга слика. Всушност ќе дојдете до сознание дека можеби имате повеќе од колку што мислите, и време, и енергија, и можете да креирате, ако се насочите кон тоа дека сте способни, дека можете да направите промена, дека можете да креирате и повеќе време, и повеќе енергија, па и повеќе пари. Зошто викаме илузија на недостатокот? Затоа што тоа е само убедување, некакво доживување кое што ние самите сме го креирале. Кога ќе излеземе од тоа доживување, кога ќе ја погледнеме ситуацијата од една поширока рамка, тогаш се отвара една нова димензија. Така да, драги мои, запрашајте се од сега па натаму, ова и во друго видео сум го исто така го имам коментирало, меѓутоа вреди да се повтори, дали вие трошите или инвестирате време, пари и енергија. Во што трошите, а во што инвестирате? Дали тој баланс, дали воопшто има баланс, или вашиот мајндсет е само на трошење, дека нешто постојано ви се троши и ве недостасува, ве води кон тоа што сакате да го направите. Многу едноставно. Најтешките работи, најкомплицираните работи се решаваат на наједноставен начин. Друго немам што да кажам. Толку едноставно се. Поздрав до сите, се гледаме. Чао, чао!